Православните верници ширум светот денеска го празнуваат рождеството Христово Божиќ. Одбележувањето на празникот почнува на Бадник, како предвесник на Божиќ, а продолжува следното утро кога во православните храмови низ земјава се служи Божична литургија, по која следува и причест. За Божиќ се врзува и поговорката пред Божиќ, зад Божиќ, дома да си, што символизира дека големиот христијански празник треба да се помине во кругот на семејството и тука да се слушне и да се прослави радосната вест за раѓањето на нашиот Спасител. Христос се родил во Витлеем јудејски, што и тоа има една символика. Самиот збор Витлеем означува долина на лебот, а Христос е лебот на животот. Се родил во јасли, во скромна атмосфера, бидејќи во моментот било попис и немало ни едно место каде што би можела Пресвета Богородица заедно со Јосиф да се закрилат и затоа раѓањето настанало во скромни услови. Царот на сета вселена се родил во скромни услови. Ангелите ја пееле химната слава на Бога во висините, на земјата мир, меѓу луѓето добра волја, а тројцата мудреци од исток ја следеле звездата која дошла над местото каде што бил роден Спасителот и му принесле царски дарови, злато, ливан и смирна, со што го покажале неговото царско достоинство. Овој празник е значаен за нас, затоа што со раѓањето Христос влегува во историјата на светот и го започнува својот домострој на спасението, кој што завршува со смртта, воскресението, вознесението и на крај слегувањето на Светиот Дух на Педесетница. Он заради нас се раѓа како човек, ја прима сета човечка природа и се човечко прима со исклучок на гревот. Божествената и човечката природа се соединуваат во едната ипостас на Бого-човекот Христос. И затоа ние се подготуваме со пост за овој ден, отпоздравуваме Христос се роди, тој што ни отпоздравува другиот наш брат ближен, вели на вистина се роди. Инаку големиот христијански празник Божиќ е неработен ден за сите граѓани.